Добра вечер. Драги мои, како сте? Се радувам што бројот на гледачи на оваа емисија од ден на ден се зголемува. Ви благодарам на сите гледачи кои упатувате сугестии за истата. Тоа е мотивација плюс да се работи на полето на самоанализа, самоподобрување и самопронаоѓање. Треба да се знае дека постојат вистински здравствени и интелектуални придобивки од тоа да се биде емоционално еластичен. Тоа е нешто за што е вредно да се бори, доколку веќе не сте такви. Важно е еластичноста е вештина која се учи. Речи си секој може да стане емотивно поеластичен доколку работи на тоа. Растот во емотивната еластичност бара да работите кон поголемо самоспознавање. Например, важно е да научите да идентификувате како реагирате во емотивни ситуации. Станувајќи свесни за тоа како реагирате кога сте под стрес, ви помага да стекнете подобра контрола над тие реакции. Добра насока која може да ви помогне на патот кон станувањето посвесни за вашите емоции е нешто наречено емоционална интелигенција. Во последните 2 децении феноменот емоционална интелигенција даде одговор на многу прашања, кои од секогаш многу од нас не интересира како што се. Зошто ни се чини дека некои луѓе просто како да се надарени да уживаат во животот и како да го живеат во целост? Зошто најзабележителниот ученик во одделението станува и најуспешен кога ќе порасне? Зошто некои луѓе не освојуваат од прв поглед, а кон други сме сомничави? Зошто некој од некоја тешкотија излегува со леснотија, а други и од помала потонуваат? Во што е тајната на најдобрите продавачи, најбараните менаџери, најуспешните лидери? Кој умствен квалитет го одредува успехот? Токму за овие прашања откриваме во ова и во следното издание. Луѓето се соочуваат со предизвикот на емоционална интелигенција со разни предности и слабости. Додека на некои им е лесно да развијат самосвесност и емпатија, на други им е тешко, или тешко ја препознаваат потребата. За среќа, емоционалната интелигенција, како и емоционалната еластичност, е нешто што може да се негува и развива. Вие ја имате способноста да научите како подобро да раководите со емоциите, како и да го подобрите вашето психичко, физичко и социјално здравје. Во одредувањето на поимот емоционална интелигенција се сретнуваме со 3 димензии или поими: афект, емоции и расположение. Под афект се подразбира широк распон на чувства кои луѓето ги доживуваат. Всушност, афектот е поим кој опфаќа емоции и расположение. Емоциите представуваат чувства кои се усмерени према некој или нешто, додека расположението представува чувство помалку силно од емоциите, како што е оптимизам, песимизам, меланхолија, потиштеност, анксиозност. Темата за емоционална интелигенција ги заинтересира голем број на луѓе од организациониот менаџмент, луѓето кои ја јакнат својата кариера, родители кои се грижат за успешниот раст и развој на своите деца, училишните педагошки и психолошки служби, личностите кои се интересираат за успешност во својот личен раст и развој. Терминот емоционална интелигенција први го употребиле психолозите Питер Саловеј и Џон Мајер. Според нив, емоционалната интелигенција е способност да ги посматраме, разбираме и разликуваме своите и туѓите емоции и така да добиеме информации и да ги користиме како основа за своето размислување и своите постапки. Суштината на емоционалната интелигенција е да ги спознаеме своите и туѓите емоции, да владееме со нив, наместо тие да господарат со нас. Разумот да триумфира над нагоните и внатрешните импулси. Од емоционалната интелигенција зависи успешното адаптирање и успешното функционирање на една личност. Саловеј и Мајер сметаат дека во себе содржи интерперсонална и интраперсонална интелигенција и дека се состои од способности кои можат да се стават во 5 категории. И тоа: самосвест, управување со своите емоции, самомотивација, односи со другите, емпатичност и управување со емоциите на другите. Емоционално интелигентните луѓе намерно го користат своето размислување и однесување, за да ги водат своите емоции наместо да дозволат нивните емоции да го диктираат нивното размислување и однесување.
Луѓето кои се високо емоционално интелигентни имаат тенденција да бидат и високо емоционално еластични. Со цел да станат повеќе емоционално интелигентни, неопходно е да ги развијат следните 5 вештини. Самосвесност. Самосвесноста ја вклучува вашата способност да се препознаат чувствата додека се случуваат. Емоционален менаџмент. Тој ја вклучува вашата способност да ги контролирате чувствата кои ги искажувате така што ќе останат соодветни на дадената ситуација. За да станете вешти за емоционален менаџмент, треба да ги негувате вештините како одржување перспектива, способноста да се смирите сами себе и да бидете способни да се ослободите од раздразливоста, која излегува од контрола, анксиозноста или пак тагата. Само мотивацијата ја вклучува вашата способност да ги одржувате вашите акции насочени кон целта, дури кога сте растроени од емоции. Само мотивацијата неопходно вклучува и способност да се одложи задоволувањето и да се избегне реагирање на импулсивен начин. Емпатијата ја вклучува способноста да се забележат и точно да се интерпретираат потребите и желбите на другите луѓе. Емпатијата е карактеристика која води до алтруизам, што е вашата спремност да се стават потребите на другите пред вашите сопствени потреби. Менаџментот на односите ја вклучува способноста да се предвидат, разберат и соодветно да се одговори на емоциите на другите. Тесно е поврзан со емпатијата. Овие разни вештини функционираат заедно, формирајќи основата на емоционално интелигентното однесување. Доцент доктор Марија Котевска-Димовска, ви благодарам што еве ова вечер, ова издание на емисијата Лабораторија на идеи, ќе се дружиме заедно со вас на една тема која што е малку несекојдневна од причина што можеби ние како поединци во обичниот живот нормално самиот тек на живење не ни дозволува многу да размислуваме токму за емоциите. Надарени сме секој со нешто и имаме одреден степен на интелигенција. Но постои еден друг тип на интелигенција кој што се нарекува емоционална. Значи, емоциите се некогаш дури можеме слободно да кажеме со одредени предрасуди, дека не смееме да бидеме многу емотивни, но сепак еве постои една област наречена емоционална интелигенција. Пред се добро ми дојдовте во ова издание. Ви благодарам, Елена. Пред се би сакала да ве поздравам вас, да ги поздравам нашите гледачи и да си посекаме на прекрасно дружење во следниот час, бидејќи знам дека ќе биде многу интересно, затоа што оваа темата емоционална интелигенција или пак поточно речено, убаво започнавме емоциите, се еден аспект од животот кој што најмногу ги опфаќа сите аспекти на нашето живење, меѓутоа за кој најмалку се зборува било во приватниот живот, а уште повеќе преку науката. Така, кога зборуваме сите имаме одредена дефиниција во нашата глава, особено за интелигенцијата, значи дали сме интелигентни или не. Ајде да позборуваме, значи, ова издание токму за емоционалната интелигенција. Што е всушност таа? Прво сакам да кажам дека поимот емоции, значи како што започнав да зборувам, сакам да ја дозавршам својата мисла, е еден аспект од животот кој што ни е најзначаен, меѓутоа кој е најмалку истражуван. И самата пред малку рече ти Елена, со ти ќе ти се обрекам бидејќи се познаваме уште многу одамна, уште од мала, како што тоа го зборувавме. Емоциите се една сфера во животот со која многу тешко се владее. И заради тоа не сакаме многу да зборуваме и одиме во две крајности. Најмногу најчести проблеми со кои се среќаваме во животот тие што можеме да бидеме премногу емотивни, чувствителни, емпатични, од една страна е да бидеме под терор на емоциите, или пак постои еден друг аспект тотално трпнати. Па имам заслушнала луѓе дури се горделиви на својата неосетливост, на емотивност, што е најлошиот аспект од емоциите. Психологијата како наука многу години наназад се занимаваше со рационалниот аспект од животот. И емоционалниот малку беше запоставен од аспект што многу е тешко да се истражуваат емоциите. Мене многу ме интересираше психологијата, да ја проучувам од аспект нови практичен елемент, бидејќи ние луѓето сме емотивни суштества. И сега
кога истражував психологијата, завршив и психотерапија и ги завршив сите тие едукации, најмногу го најдов овој аспект истражуван и практично елабориран, значи нашите емоции во гешталт психотерапијата. Психотерапевските правци тие практично работаат со емоциите и тоа е едно прекрасно искуство за личен раст и развој и да им се помага на другите. И тука, меѓутоа, се уште тука не се работеше за терминот емоционална интелигенција, тука за терминот психотерапија. Тој е многу скап од една страна, од друга страна луѓето некои имаат отпор, а други немаат отпор, меѓутоа немаат средства, има можности. И кога значи во 90-тите години од минатиот век, 1990-та, почна 95-та се популаризира терминот емоционална интелигенција. Сега точно идиме до него. Што е тоа емоционална интелигенција? Тоа е всушност еден посебен вид на способност, како што имаме количник на интелигенција, имаме и емоционална интелигенција. Таа не е нова како термин, таа уште Аристотел зборувал за емоциите како нешто многу значајно за владеењето со емоциите. Меѓутоа, како една посебна научно валидизирана способност, која е развојна категорија, која е мерлива категорија, емоциите си го најде своето место и владеењето со нив во терминот емоционална интелигенција. И сега, што тоа значи? Самиот збор кажува. Тоа е една современа психолошка парадигма која ги обединува двата аспекти од личноста, значи емоционалниот и рационалниот. Како емоциите, наједноставно кажано, за да ми е достапно на гледачите, бидејќи е тоа едноставно, меѓутоа дефинициите го сложуваат. Како, значи, нашите емоции на рационален начин да ги користиме во своја функција, да ги контролираме, а да не да бидат на штета на другите. Тоа е најосновното. Иначе таа е дефинирана како вид на социјална способност, која ја сочинуваат повеќе емоционални вештини или компетенции и која ни помага поуспешно и поефикасно да се носиме со своите емоции и со емоциите на другите луѓе, да бидеме поуспешни, како во личниот живот, така во професионалниот, така и во контактите со другите луѓе. Значи, таа е една широка област, како што емоциите офаќаат се во нашите животи, исто така и емоционалната интелигенција, откако се валидизира како ваков научен концепт, таа веќе почна да се применува во различни области. И сега имаме емоционална интелигенција во различни сфери од животот. Ке позборуваме понатаму за тоа. Во однос на другата интелигенција, значи колку сме интелигентни, коефициентот на интелигенција, знаеме дека тоа не е вродено, нели? Се мери. Так. Но што станува збор со емоциите, односно емоционалната интелигенција? Дали таа е вродена, дали може да се развива? Што е потребно, нели, ако веќе е вродена, се расширува ли незината употреба или како можеме ние едноставно да ја развиеме? Одлично прашање. Значи, ова прашање е всушност суштината за емоционалната интелигенција, бидејќи зборуваме за количник на интелигенција, тоа е една многу значајна сфера од животот на која што можеме да речеме му го должиме успехот во многу сфери. Значи, интелигенцијата е поврзана, количникот на интелигенција, академската, да речеме, интелигенција, таа е поврзана со успехот во учењето, со успехот во различни професии и таа е многу значајна. И сега многу е добро да се каже, има многу истражувања за емоционалната интелигенција и количникот на интелигенција и односот помеѓу две интелигенции. И треба да се каже дека тие не се еден. Тие се сосем различни аспекти, меѓутоа тие се недополнуваат. И јас, за да бидам успешна, значи би требало да имам солиден коефициент на интелигенција, барем просечен или надпросечен, меѓутоа тоа апсолутно не е доволно за да бидам јас успешна во сите сфери од животот. Поготово во западните земји тоа се видело, бидејќи истражувањата покажале дека личности со гениални способности или со талентирани, со IQ 160 или 140, биле вработени кај шефови, предпоставени газди со IQ, например, од 120-130 просечно. И сега научниците се запрашале, а и самите луѓе, во што е проблемот? Ева, јас сум интелигентен, учам, работам. Што е проблемот? Проблемот е точно, одговорот се нашол во емоционалната интелигенција. Значи, таа е една способност која многу може да ни помогне да ни го надополни коефициентот на интелигенција или дури и да ни го надокнади. И во однос на прашањето, количникот на интелигенција е вроден. Тој е даден со раѓањето, тоа, како што го читаме во книгите, е една лотарија генетичка, која што ќе ни се падне толку сме. Емоционалната интелигенција е концепт кој е развојна категорија. И со разни пристапи тоа може да се развива во текот на целиот живот и замисли се развива во целиот живот и може да се почне во секоја возраст. Има техники и методи кои бескрајно до крајот на животот
кога и да почнеме, никогаш не мора да престанеме да ја развиваме својата емоционална интелигенција и да станеме поуспешни во владењето на своите емоции, позитивните да ги поттикнуваме кај себе и кај другите, негативните да ги контролираме во однос на интензитет кај себе и кај другите и да воспоставуваме солидни социјални релации. Значи, широк диапазон опфаќа. Секогаш кога зборуваме со наши најблиски пријатели, имат различни сваќања од причина што ќе речат, еве, подобро е да сум паметна, интелигентна, отколку да сум емотивна. А некој ќе рече, подобри се емоциите, значи да бидам човек, отколку да имам интелигенција. Што е поважно? Значи, ова да му го разјасниме на нашите гледачи за да знаат. Емоционалната интелигенција значи ние секако сме емотивни суштества. Емоциите се основа на нашето постоење. Основни емоции. Страв, тага, радост, лутина. Основни емоции, не можеме да постоиме без емоциите. Не е проблем ќе им речеме на тие што ќе не прашаат дали си емотивен. Ние секако сме емотивни. Меѓутоа сега тука не е прашањето како ние да владееме со своите емоции, тој енергетски потенцијал да го искористиме во наша полза. Тоа е суштината, значи што е подобро? Подобро е да си двете. Значи да си интелектуално ќе си се развиваш, меѓутоа емоционалната интелигенција баш ќе ти биде во функција на твојот интелект. Тука ние имаме веќе еден холистички пристап. И самиот по емоционална интелигенција го гледа како целина човекот. Холистичкиот пристап е многу значаен, а исто така многу е значаена хуманата димензија на емоционалната интелигенција, бидејќи покрај тоа што не прави да бидеме поуспешни, таа не прави да бидеме посрекни и позадоволни, а исто така помага кај високо интелигентните луѓе кои што емоционално се закочени или не се вешти да ги развијат своите потенцијали и тогаш да го постигнат максимумот. Тоа е многу значајно, поготово за тие што ќе го постават тоа прашање. Од и самото прашање кажува веќе дека јас имам емоции, меѓутоа имам проблем како сите да ги ставам во своја функција. Така, од што се состои емоционалната интелигенција, односно што се вклучува во неа? Интелигенција имаме нормално одредена представа како интелигенција, но што е тоа, например, што емоциите веќе знаеме што се. Секој како следно прашање ќе рече што со тоа? Што е емоцијата, односно која е таа интелигенција, односно дали сум свесна или не, дали ја поседувам или не, и во колкова нели мера. Така, значи сега досега зборувавме општо. И сега ова прашање веќе се ќе навлеземе во суштината што е емоционална интелигенција за повеќе да не разберат нашите гледачи и разбирајќи когнитивниот аспект многу помага понатаму емоционалниот аспект преку емоционално учење да ги развиваат тие составни делови, да речам, на емоционалната интелигенција, кои што сега ќе ги наведеме. Според повеќе научници, прво Мајер и Салове 90-тите години, понатаму Даниел Големан во 95-та година со книгата Емоционална интелигенција, значи тие многу добро го дефинирале поимот и кажале дека таа е еден потенцијал на индивидуата. Значи секој човек има емоционална интелигенција како потенцијал да одредено емоционално да реагира, кои го сочинуваат 4 основни вештини или способности, или што се нарекуваат компетенции. Првата е самосвесност. Свесност за своите емоции во моментот додека се уваат. Значи, што значи тоа? Една емоционално свесна личност, една емоционално интелигентна личност. Ако јас зборувам, например, за моите емоции, ако јас предавам за емоционална интелигенција, ако јас ја владеам, јас, например, сега треба да бидам свесна што чувствувам јас во овој миг. Таа е свесноста. Како се чувствувам пред камера моментално, за мојата драга пријателка, моментално водителка, што е оно што јас го чувствувам сега. Високо емоционална интелигентна личност, таа е свесна што чувствува во моментот, во секој миг од своето постоење. Што сега чувствувам, што сега мислам, како дишам. Тоа се 3 магични прашања кои што се основа на свесноста за себе. И првата компетенција е таа, самосвесност. Значи, емоционална свесност, што чувствувам, се проширува на мисловна свесност, бидејќи сето тоа е побрзано, и понатаму може на телесна свесност и може понатаму свесност за своите визии и свесност за она дека како дури да се развива свесност како се чувствуваат и другите, како им делуваме на другите. Тоа е првата. Понатаму, тоа е првиот чекор на најдолгото патување што се нарекува емоционална компетентност, која ќе ја развиеме. Кога јас сум свесна за своите емоции, меѓутоа втората сега покрај свесност, јас сакам да владеам со своите емоции. Например, се чувствувам добро.
пријатно ми е, многу ми е пријатно вашето студио, меѓутоа можеби сакам да контролирам емоцијата, малку да ја намалам, да бидам, да речем, по-сериозна, или можеби пак, да речам, ако сум премногу радосна, да ја намалам, бидејќи да делуваме по-сериозно. Тоа е позитивен аспект. Например, имам трема, да речеме. Рече, имам голема трема. Само владењето ти овозможува да, можеби вистина имаш трема, меѓутоа сега биди свесен за својата трема и имаш способност да владееш со неа. Значи да ја намалиш до степен, таа да те поттикнува, блага поттикнувачка трема, за да јас се енергизирам. Тоа се вика само владење. Владење на сите емоции, почнувајќи од основните, ако е голем страв да го намалам, и тука е многу важно сега да ги знамиме сите емоции и нивниот интензитет. Бидејќи многу луѓе, многу интересно ова сега, како ќе ги развивам, истовремено тоа ќе го кажувам. Например, ми вели, имам омраза. Овој човек го мразам. Еве, негативна емоција. Дали знаеш, му велам дека тоа е најсилниот интензитет на лутината, омразата? Не. Баш кога ќе си разговараме, веќе работиме со млада, дека предавам јас и на факултет, таму им кажам, дали знаете дека му интензитетот, прво дали го знаете на емоциите? Ми е неколку основни емоции, меѓутоа палетата на емоции е интензитетот. Јас, или пак, да речеме, љубов, и тоа е позитивна, пријатна емоција. Кој е најголемиот интензитет? Страст. Најмалиот наклоност. И сега, само владењето ни овозможува ние да владееме со интензитетот на емоциите, а ние како ќе реагираме? Природно е, организмот наш природно реагира на одредени состојби со природни емоции, но интензитетот е тој што го владееме. Таа вештина се нарекува само владење. Таа е втората вештина на емоционалната интелигенција и понатаму одиме са кон третата вештина, таа вештина е само мотивација. Значи, од кога ќе владееме со интензитетот на емоциите, ние да поттикнуваме позитивни емоции кај себе. Значи, сакам да развивам оптимизам, радост, веселост, да можам да развивам такви, значи, ќе научам вештини, да си развивам ова вештина до степен да истрајувам во неприлики. Значи, упорност, истрајност, оптимизам, се тоа научени вештини кои се учат со оваа компетенција. Значи, само мотивација или само поттикнување. Исто тука спага и самодовербата. Значи, работам на развојот на својата самодоверба. Да не биде преголема, да ја зголемувам и да бидам надмена и нереално да се самопроценувам, или пак да не бидам инфериорна и со пониска самопочит. Значи, тука ни помага исто така само мотивацијата, како вештина. И тука завршуваме со овие вештини кои се однесуваат на односот кон себе. Значи, овие вештини се првата етап од развојот. Кога завршуваме со овие вештини, одиме сега кон вештини што се насочени кон другите. Значи сега одам, следната вештина е социјална свесност или емпатичност. Јас сакам да развијам свесност како Елена се чувствува сега. Тоа е една свесност која прво лична свесност за моите емоции, сега имам емпатична свесност за тоа како се чувствува мојата соговорничка Елена, како дури јас имам емпатија како се чувствуваат моите гледачи, некој што е заинтересиран, дали можеби малку пребрзо зборувам, дали му сум занимлива, дали оваа тема, ако не го гледаш емпатијата се развива, ако ја развиваш, дури ќе имаш усет за луѓето кои те следат, ако ти не ги гледаш. Таа се вика емпатија и е многу значајна. Се извинувам што ќе ве прекинам, но пред да продолжиме, би сакала нели да ставам акцент токму на следново. Кога зборуваме, дел од нас имаат различно мислење, односно различно сваќање. Дали е правилно, значи веќе укажавте на фактот дека прво ние треба да бидеме свесни за нас самите, а потоа нели со самата наша свесност се исполнуваме на некој начин, а таа исполнетост нели доведува до голем интерес токму и за другите. Дали е тоа правилно или обратно? Дали обратното ни штети? Односно, доколку размислуваме прво за другите, не имајќи предвид, односно нашето битие, што сме ние, докаде сме, а со тоа нели можеби и негативно, односно ќе имаме погрешна перцепција за другите. Прекрасно. Ова е најсуштественото прашање во развојот. Значи, не развојот на емоционалната интелигенција, во само развојот. Јас развојот на емоционалната интелигенција не рекувам само развој на своите потенцијали. И прекрасно, Елена. Значи, за да го кажи, човек треба и самиот тоа веќе е во себе да го усвоил. Првиот чекор на секое патување, особено на
овие развојни потенцијали на човекот да започнува со себе си. Јас не можам да имам емпатија ако немам свесност за себе. Јас не можам да владеам со контактите со другите доколку не владеам со своите емоции. Јас не можам да поттикнувам да бидам позитивна, да бидам корисна за другите, ако не бидам корисна за себе. Значи, потполно ти е на место забелешката. Најпрво мораме, ова е постепен редослед, да работиме на самосвесноста, самовладењето и самомотивацијата, и тие постепено се развиваат. Меѓутоа, сакам да посочам на нашите гледачи, а ти посебно и ти ја изучуваш оваа интелигенција, па заедно сме разговарали дека многу е занимлив процесот на развојот на овие вештини. И тоа е посебен вид на учење, емоционално учење, и тој се одвива низ еден многу пријатен начин. Секој следен чекор, значи сега сум свесна за своите емоции. И кога кажувам кои се позитивни, кои се негативни, зошто ни користат, од каде потекнуваат, многу ни е занимливо. Кога ќе станеме свесни за своите емоции, постигнуваме едно ниво на свесност и веднаш самото не тира да одиме кон следниот чекор. Значи, апсолутно не е тешко. Не само нешто не е тешко, туку многу е интересно и многу е пожелно. Меѓутоа, единствен проблем во нашата млада, па и зрела популација, што мислам дека немаат можност тоа да го развиваат. Иначе ние вака низ животот сами, во семејството, дома, низ контактите со пријателите, така стихино ние си ги развиваме своите емоционални вештини. Меѓутоа, вака плански, со многу побрз ефект би било доколку тоа се воведе прво секој човек да може да има каде да ги развива тие своји вештини, или пак јас имам многу трибини држина во кои што смислам дека треба истата да се воведе во образовните институции од најмала возраст натаму до најзрела возраст. Ова емисија ја одјавувам со следнава приказна. Една учителка побарала од учениците да донесат во врекичка по неколку компири. И на секој компир да го напишат името на човекот што го мразат и презираат. Кога децата тоа го направиле, учителката им дала и друга задача, односно таа врекичка со компири да ја носат постојано со себе. Каде и да одат? 2 седмици. Учениците тоа и го сториле. Меѓутоа, веќе после некој ден, почнала да се шири непријатна мирис од врекичката, бидејќи компирите почнале да се расипуваат. Колку повеќе време поминувало, толку мирисот станувал понеподнослив. Кога ја завршиле задачата, учителката ги запрашала учениците како се чувствувале додека ја носеле врекичката со компири. Децата почнале да се жалат, како им смета, за некој од нив била претешка, а на сите им прешел непријатниот мирис кој се ширел од мувласаните компири. Тогаш учителката им го кажала следново: како што вие се чувствувавте за време на задачата, исто така се чувствува и вашето срце спрема луѓето што ги мразите. Во вашето срце секогаш ќе има тежина. Секогаш нешто ќе ви тежи и ќе ви создава немир. Од вашите срца ќе блика омраза и непријателство, исто како што смрдејата се ширеше од врекичката, и тоа со расипани компири. Ако не сте во состојба 2 седмици да ја носите вреќата со трули компири, замислете како име на оние луѓе кои цел живот во своите срца носат омраза и злоба. Во тоа срце, исполнето со лоши емоции, едноставно никогаш ќе нема место за љубов. Тоа се луѓето со празен живот. Драги мои, никогаш не дозволувајте вашето срце да се претвори во вреќа мувлосани компири. Тоа срце никогаш нема да биде среќно. Тоа срце не умее ни да даде, ни да прима љубов. Тоа срце е камено. Поздрав! Thank you.